Добро вечер, вести на Канал 5. Откако судот му ја одби жалбата, Јакимовски доброволно замина на одлежување на затворската казна од 6,5 месеци. Веста ја соопшти партијата Гром, откаде што велат дека се разочарани, што судот не ја земал предвид неговата здравствена состојба. Директорот на затворот Скопје за Канал 5 потврди дека Јакимовски веќе е во шутка. Деталите ги има Јана Јосифовска. Поранешниот градоначалник на општина Карпош и лидер на Гром Стефче Јакимовски денеска доброволно заминал на издржување на затворската казна од 6,5 месеци, соопштија од неговата партија, откако кривичниот суд ги разгледал неговите медицински документи и ја одбил жалбата за одложување по неодамнешната операција. Дека Јакимовски веќе се наоѓа во затворот Скопје, попознат како Шутка, за Канал 5 потврди и директорот на затворот Бобан Утковски. Од партијата на Јакимовски изразија длабоко разочарување, укажувајќи дека поставувањето на времените бараки, во кои 13 години беше сместена општинската администрација, не направила никому штета, туку општината за сите тие години заштедила 1,5 милиони евра кирија, бидејќи не се плаќал закуп. Според Гром, за случајот со Јакимовски судот се потврдил, како што велат, како параполитичка организација, која не и служи на правдата и законите, туку според нив на политичката партија која е на власт. Тој бараките не ги постави за своите деца и своето семејство, туку за граѓаните на Карпош, не земајќи ја во предвид неговата здравствена состојба, дека тој е онколошки неизлечен пациент. Оперативниот зафат извршен пред 12 дена само ја покажува нечовечноста, нехуманоста и флагрантно кршење на човековите права. Не зачудуваат политичките противници и нивната крволочност, но нека им служи на чест на сите они од правосудниот систем кои оркестрирано во служба на власта учествуваа во замолкнувањето на Стефче Јакимовски, пишува меѓу другото во партиското соопштение од Гром. Судскиот процес против Јакимовски траеше повеќе од 6 години, а во април минатата година тој првостепено беше осуден на 3,5 години затвор за 2 дела: бесправно градење и злоупотреба на службената положба. Сепак Скопска апелација во јуни годинава донесе конечна одлука со која ја преиначи пресудата и го врати делот за злоупотреба на службената положба на повторно судење, но ја потврди едногодишната затворска казна за бесправно градење, кое се однесува на двете времени бараки во дворот на основното училиште Лазо Трпковски. Бидејќи во казната му се пресметуваат и 5 месеци поминати во куќен притвор во 2019 година. Ефективното време кое Јакимовски треба да го помине во затворот Скопје изнесува 6,5 месеци. А денеска истекува рокот за носење на измените на изборниот законник. Кај власта нема оптимизам дека воопшто е возможен консензус со опозицијата за диаспората. Премиерот Мицкоски не очекува дека нешто ќе се смени во следниот период, иако за важноста на ова прашање вели дека потврда добивме и од еврокомесарката Марта Кос неодамна во Скопје. Опозицијските партии пак се обвинуваат за договор со власта и меѓусебно ја префрлаат топката за тоа кој ги закочил преговорите. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Поминаат денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Јас денеска еве ги повикувам на зрелост, на одговорност и председателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој што е вклучено гласањето на опозицијата. Еве ние до кога они ќе го сметаат дека тоа е завршено, кога ќе го донесат, ние ќе го прифатиме. Без да воопшто полемизираме на таа тема. Еве, по коректно не знам што можеме ние како влада да направиме. По повеќе од 2 години истрага, основното јавно обвинителство Скопје и Министерството за внатрешни работи го расчистија убиството на лекарот Ацо Трповски, извршено во март 2024 година. Уапсени се сопружници од Скопје, при што 65 годишен маж е осомничен за убиство, а неговата 59 годишна сопруга за помагање при извршување кривично дело. Според обвинителството, злосторството се случило на 21 март 2024 година. На парк
паркинг во населбата Автокоманда. Осомничената претходно договорила средба со Трповски и влегла во неговиот автомобил. Набргу потоа пристигнал незиниот сопруг кој според сомнижите по кратка расправа го нападнал Трповски со нож, нанесувајќи му 9 убодни рани во градите и телото, од кои и починал. Автомобилот заедно со телото потоа го одвезле на паркингот кај поликлиниката Железара. Обвинителството и за двајцата сопружници бара притвор. Се добија некои дополнителни сознанија кои што навистина го подигнаа степенот на основа на сомневање дека токму овие осомничени за кои што денес обвинителството ќе поднесе предлог за определување на мерка притвор се тие лица кои што го сториле ова кривично дело. Се работи за двајца сопружници. За осомничената обвинителството ќе поднесе предлог за определување мерка притвор за кривично дело убиство, член 123 став 1, односно за помагање по извршување на ова кривично дело, додека пак за лицето кое што е нејзин супружник за кривично дело убиство од член 123 од Казнениот законник. Веќе од следната недела владата најверојатно ќе интервенира со намалување на акцизите за нафтените деривати, за да се ублажат последиците од блискоисточната криза. Сандра Спасовска за ова. По повторното разгорување на војната на Блискиот Исток, владата размислува за враќање на старите мерки за нафтените деривати со цел заштита на животниот стандард. Иако денеска треба да затворат берзите и да се направи анализа за првите 15 дена во месецот, премиерот Христијан Мицкоски рече и смета дека веќе се исполнети условите од понеделник да имаме повторно намалување на акцизите за бензините и дизелот. Уште еднаш повтори дека како влада остануваат посветени на политики кои ќе донесат подобар животен стандард и дека Македонија и натаму има најниски цени на горивата во регионот и пошироко. Мислам дека веќе се исполнети условите, да веќе од понеделник имаме повторно намалување на акцизите за безоловниот и за дизелот. Да почекаме, денеска сме 15 да затворат берзите за да направиме анализа за првите 15 дена. Така што остануваме посветени на таа политика, имаме убедливо најниска цена на гориво. Некој ќе рече, ама платите кај нас какви се во Германија, какви се? Да, ама цената на горивата е од берза. Од кај што купува Германија, купуваме и ние. Покрај мерките за дериватите, владата ги анализира и податоците на ДПИ за оние 700 прехрамбени и непрехрамбени производи, пошто ќе се знае дали и какви мерки ќе има и во делот на храната. Владата ќе реагира само ако има незаконско однесување на трговците, рече денеска заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Во меѓувреме, готова и владината потрошувачка кошничка која според надлежните ќе користи при носење на идните економски политики. Во моментов се прави усогласување на податоците со Државниот завод за статистика, а веќе од септември надлежните очекуваат да почне и да се пресметува. Потрошувачката кошничка е веќе изработена, таа е донесена, прифатена од Економско-социјалниот совет, меѓутоа се усогласуваат податоците со Државниот завод за статистика да навремено ги добиваме тие податоци, да можеме да изработуваме навремено да ја објавуваме да има ефект таа просечна потрошувачка кошничка. Очекувам ако се усогласиме од септември веќе да почнеме да ја применуваме. Таа е готова, да повторам. Инаку утре во владата на заедничка маса ќе седнат владините представници заедно со синдикатите и работодавачите во рамки на Економско-социјалниот совет. Во резиденцијата на амбасадата на Република Турција во Скопје вечерва беше одржана церемонија по повод 15 јули, денот на демократијата и националното единство, под наслов Турција името на победата, што ја приреди амбасадорот на Република Турција во земјава Фатих Усулој. Вечерашната церемонија е во знак на 10 годишнината од неуспешниот обид за воен удар, кој се случи во Турција на 15 јули 2016 година, а празникот е воспоставен во чест на цивилите и припадниците на безбедносните сили кои ги загубија животите, спротивставувајќи се на неуспешниот обид за воен државен преврат, во кој загинаа повеќе од 250 лица. На вечерашната церемонија во резиденцијата на турската амбасада присуствуваа голем број гости, меѓу нив и представници на државниот и политичкиот врв во земјава. Борбата против ФЕТО е една од најважните компоненти на нашата национална безбедност.
Дури и смртта на лидерот на организацијата на 20 октомври 2024 година, без да биде изведен пред лицето на правдата, нема да причини опуштеност. Туркија ќе продолжи со својата решителна борба против сите терористички организации, вклучувајќи и ФЕТО, како на домашен, така и на меѓународен план, секако во рамките на меѓународното право. На нашите собеседници во Северна Македонија им доставуваме сите потребни известувања и се надеваме дека нашата соработка во оваа поле ќе даде конкретни резултати. Ноќта на 15 јули бевме сведоци дека нашите браќа и сестри во оваа пријателска земја стоја до турската нација и беа подготвени да ја дадат сета потребна поддршка. Ова вечно ќе биде врежано во нашите сеќавања. Ги гледавте вестите, останете со програмата на Канал 5, имајте убава вечер.